Почитувани, како ретко кога сме имале можност на една иста седница да разговараме за амандман кој што носи ист предмет. А тоа е амандман на кој што треба да се покачи студентскиот субвенциониран оброк од 120 на 160 денари. Господине Трајанов, нималку пријатно мене не ми беше кога пред некој ден го слушнав премиерот Ковачевски како ве прозва на пресконференција дека ако некој требало да разговара со студентите, тоа сте биле вие заради тоа што сте биле во влада во која што некој друг бил премиер и вие сте знаеле најдобро како треба да се разговара со студентите. Јас би ве замолил, господине Трајанов, да седнете со Ковачевски и да му објасните како таа влада прво ги намали партиципациите за од 2 до 5 пати. Да му објасните како таа влада првпат воведе субвенции и како таа влада првпат се осуди да реконструира и да реновира студентски домови. Сакам да му кажете дека тогаш, кога беа намалени партиципациите, многу деца од целата држава добија можност да одат на факултет само заради тоа што претходно не можеа, бидејќи нивните сиромашни родители, осиромашени и уништени од транзицијата, не можеа да ги пратат своите дечиња на факултет. И многу често се случуваше да, ако едно семејство има 2 дечиња, родителите да може да соберат пари само за едното да иде на факултет, а другото не можеше, само заради тоа што неговите родители немаа пари да платат 2000 тогашни марки или 2000 евра за детето да иде на факултет. А зашто се случуваше тоа, господине Тренов, вие многу добро знаете, бидејќи имаше една шега дека не можете вие да бидете поп ако немате дедо владика, или дека ако вашиот родител не е академик, вие не можете да бидете професор. Бидејќи требаше местото на Фрчковски да го наследи неговиот син, или наред други такви од црвената буржоазија, наследници на македонските комунисти кои што оставија простор и создаваа нееднакви услови за почеток на трка во животот за да можат нивните деца да бидат директори, газди, да станат олигарси, да работат, односно да ги стопанисуваат фабриките кои што ги добија по символична сума, фабрики во кои што требаше да работат децата на сиромашните родители кои што не можеа да идат на факултет само заради тоа што државата тоа не им го дозволуваше. Кажете им, господине Трајанов, дека оние факултети кои што ги навредуваат дисперзираните студии помогнаа да 98% од матурантите се запишат на факултет за да можат еднакво да конкурираат во трката во животот. Токму ради тоа што дури и кога се намалија партиципациите, оние родители кои што беа избркани на улици од транзицијата во кој што еден од нив, таткото на овој сега што е студентски лидер, доби фабрики и стана еден од најголемите крупни богаташи во државата, не можеа да го пратат детето во Скопје да студира заради тоа што немаа пари. Па се отвори факултет за да може тоа дете да оди на факултет и да конкурира во трката на животот. И сега гледам тука што коментираат овие луѓе тука и како ги потценуваат тие 120 или 160 денари или прават куклен театар во кој што јас кога ќе упаднам во некоја сала се чувствувам како да сум упаднал во централен одбор на СДСМ и кажуваат дали некој мислел или не мислел на студентите. Господине Трајанов, од оваа црвена буржоазија сео е станато исто. Од оние кои што вие сте ги ловеле на почетокот на 90-тите, кои што ги носеа списоците на македонските деца за да служат во JNA, ништо не е променето до ден денес. А знаете ли зашто? Затоа што се самобендисани, криминални, арогантни и не познаваат ништо друго освен сопствениот интерес. Истите оние кои што ветуваат дека ќе направат ново образование, ги ставаат чевлите пред вратата, ветуваат студентски градови, од кога го превземаа образованието, односно владата од режимот под наводници, од 500-то место УКИМ го донесе од 1993-то место. А за другите универзитети не сакам ни да разговарам, затоа што се полни со лаги, само бендисаност и затоа што прозиваат луѓе кои што може да излезат вака и да им ги кажат сите овие работи и да ги соочат со реалноста. Господине Трајанов, ние имаме работа со луѓе кои што не може да ве разберат, затоа што доколку тоа им носи бенефит, доколку тоа ги остава еден ден на власт, се спремни да ве убедуваат до сабајле дека 120 поголемо од 160, дека оние деца кои што ќе добијат 40 денари плюс на ден, многу добра и екзактна математика даде господинот Пренчов. Јас само сакам да додадам уште една бројка. 26.000 евра месечно ќе ги кошта овие од владата ако дадат плюс 40 денари на 40.000 студенти. По овие услови кои што го продолжија важењето на законот, само 27.000 студенти може да земат. Ако помножиме, јас ја множев оваа бројка на 40.000. Ако помножиме 27.000 по 40, таа бројка е уште помала на месечно ниво. Знаете тоа колку чини? Колку 1/3 од овие кои што отидоа на саемот во Белград, или 1/3 од овие што шетаат по Европа, по светот на неважни конференции, или да се сликаат со сети некакви функционери од светот за да кажуваат дека сме почнале скрининг или дека сме почнале преговори. Господине Трајанов,
Се срамам што делам клупи со луѓе кои што веруваат дека протест е марш и дофрлуваат од овие редови. Се срамам што упаднав на разговор на студенти со министер и со кабинетот на министерот во кој што ги убедуваа дека до среда ќе им достават акционен план за реновирање на тоалети во студентски дом. Реновирање на тоалет во студентски дом. И им треба простор до среда да дадат акционен план. Поуште мене ме прозиваат што ми кажале студентите кога јас сум влегол. Знаете ли што ми кажа? Еве нека каже тука сите сведоци. Побараа решавање на проблемите за 48 часа. Предложија 4 или 5 проблеми. Не сакам да зборувам за себе си, има и сведоци од таму. Подготвен сум да разговарам, да дебатирам со целата комисија образование која што е составена од СДСМ и со сите студентски лидери кои што беа таму. Да ги соочиме аргументите пред јавноста. Им предочивме аргументи и решение на нивните проблеми. Јас прв пат во мојот живот видов студентски лидери кои што одбија да земат 160 денари. Прв пат во мојот живот. Еве го кажувам јавно и сум спремен. Ова на дебат, тие нека изберат телевизија, тие нека изберат медиум, тие нека кажат време и место и јас ќе дојдам. Им понудивме решение и го одбија. Исто како што го одбија денеска, затоа што им требало време да прават анализи. Студентскиот град стада студентски глад на луѓето. И нема да должам многу, ќе завршам со една реченица. Ова ние не го бараме за политички поени, ниту па сакаме нешто тоа да искористиме. И тука сакам уште еднаш да повторам нешто што намерно го повторувам изминативе 3 дена. Сите имаат избор. Или ќе се придружат на студентите, или ќе останат удобно насадени во тие некои си представништва со кои што владата ги дискриминира останатите студенти, им дава елитен статус на овие за да преговара со нив. Ништо повеќе не ме мотивира да се борам за ова и ќе зборам и на овој закон и ќе зборам утре на пленарната седница и ќе поднесам амандман на кој што ќе бидам еден од подпишаните колеги за да се обезбедат средства за 160 денари, затоа што никој не може да ја замени маката на сиромашниот родител кој што дома не јаде со сопствената сопруга за да му прати пари на детето за да не биде гладно во Скопје. Ништо не може да ја замени таа мака. И токму затоа ќе се борам за ова, ако треба уште 100 пати ќе го поднесувам овој предлог закон, затоа што повторувам, ништо не може да ја замени маката на гладниот родител кој што не јаде дома со сопругата за да испрати пари детето во Скопје да не биде гладно. Тоа што се случи денеска пред владата, што овие го кажуваат марш, а беше протест, беше, јас би кажал, жолт картон за владата. Зошто го кажувам жолт? Затоа што за многу брзо време ќе стигне црвениот, па тогаш ќе видат и студентите како може да се променат работите, а овие само бендисаните, криминалците, арогантните, ќе видат што мислат граѓаните за нив. Благодарам.